Општина Карпош го донесе буџетот за оваа 2018 година. Колку е тој развоен и за кои се проекти ќе биде користен? Добро, буџетот на општина Карпош за оваа година е пред се стабилизацијски на некаков начин, да се изразам, буџет, односно е буџет кој што е донесен за времиња во кои што општината е во тешка финансиска состојба, меѓутоа сепак изнајдовме начин од една страна да се заштеди и домакински да се трошат парите на граѓаните, а од друга страна да не страдаат оние клучни насушни потреби на граѓаните на општина Карпош и да почнат да се спроведуваат оние клучни проекти кои што и јас ги имам во политичката програма, но и некои започнати проекти кои што за волја на вистината и од порано се спроведувале, а и јас и општинската администрација сметаме дека се од корист на граѓаните, така да од една страна го имаме домакинското трошење со овој буџет, а од друга страна повторно да се продолжат добрите проекти и да се вметнат нови кои што нели ги зборував јас и во кампањата. Ако тука треба да издвојам некои од проектите, секако би ги издвоил подготвителните активности за големиот парк од страната на реката Вардар спроти Карпош 4, кој што ќе треба годинава да почнеме подготвителни активности за негово создавање на таа локација. Од нови проекти влегуваат на 2 или 3 локации монтажни екопаркинзи кои што ќе имаат за цел да го решат проблемот со паркирањето во општината. Тие ќе бидат на некои од најфреквентните, односно најзакрчените локации во општината со паркинг и ќе треба да го удвојат паркинг просторот на тие места. Во делот на екологијата, нели, општина Карпош годинава за прв пат ќе дава и субвенции за набавка на велосипеди. Граѓаните ќе бидат известени како може да аплицираат и да добијат одредена сума за субвенционирање на набавка на велосипеди. И секако во делот на најмладите, односно делот образование и социјална заштита, тука би ги издвоил градинката нова во Бардовци, која што ќе се заврши годинава и ќе се стави во функција, како и целосна реконструкција на 2 градинки. Едната е Мајски цвет во Тафталиџе 1, другата е Мајски цвет во Тафталиџе 2 населбата, кои што целосно ќе се реконструираат, така да општина Карпош, еве да речам, годинава ќе има скоро 3 нови, би рекол, иако двете се постоечки, меѓутоа откако целосно ќе бидат реконструирани, тоа ќе биде како да има 3 нови убави модерни градинки кои ќе бидат направени од енергетско ефикасни материјали. Секако проектите кои што биле добри и досега, тоа се училишните спортски игри и сличните настани, ќе си продолжат да си се реализираат. Имаме и некои тековни реконструкции, одржување на улици, на тротоари, замена на дотрајани лифтови, реконструкција на одредени ризични фасади кои што веќе се во состојба да се ронат и да представуваат опасност по животот на граѓаните, така да ова се некои од проектите кои што ќе започнат во општина Карпош оваа година. Од она што успеав сега да го чујам, имате многу проекти кои треба да ги реализирате за оваа 2018 година. Предпоставувам дека општина Карпош во таква финансиска состојба каква што е, ќе побара помош и од централната власт и од можеби некои други фондови. Еве, ќе земам за пример градинката во Бардовци, која што се гради од темел. Таа е проект со Светска банка, каде што и Светска банка дава грант на општина Карпош, а дополнително ние како општина побаравме и од Министерството за труд и социјална политика, побаравме дополнителна финансиска помош за оваа градинка, бидејќи се работи за 2 населби од општината, тоа се Бардовци и Злокуќани, кои што за жал не се сега опфатени со градинка, односно згрижување на дечиња. Се надеваме и тука на поддршка од нив, секако поддршката од градот Скопје и од паркови и зеленило во делот на новиот парк кој што треба да го правиме, во делот на новите зелени малски скверови кои што ги правиме, како и во делот особено со градот Скопје и со паркови и зеленило, јавното предпријатие, во делот на раззеленувањето кое што го планираме на пролет во општина Карпош. Всушност се работи за микролокации, дали помеѓу згради, помеѓу куќи во одредени населби на општината, каде што веќе имаме зелени површини, меѓутоа тие се на некој начин, да ги кажам, штури зелени површини, односно со запуштени тревници и ништо повеќе, но овие планираме хортикултурно уредување, дрвца, грмушки, цвеќиња, така да и тука очекуваме сериозна помош и од градот Скопје и од паркови и зеленило, а дополнително во делот на
на спортот и рекреацијата. Веќе имаме два проекти од Агенцијата за млади и спорт, тоа е една фитнес зона модерна и еден затворен базен, кои што граѓаните на Карпош ќе ги добијат оваа година, тие се со помош на Агенцијата за млади и спорт, а во делот на одржување на игралишта, урбана опрема, хортикултурно уредување низ општината, реконструкција на училишта и градинки, јас како градоначелник, тоа го кажав и во кампањата, го кажувам и сега, планирам и да ги повикам и приватните компании на општествена одговорност, односно и тие да придонесат символично кој колку може во помагање на општината, нели, оние фирми кои што гравитираат или работат на територија на општина Карпош за возврат на граѓаните да помогнат, дали со донација на урбана опрема, дали со донација на дрвца, зеленило и слично. Всушност тоа го пробавме и со прочистувачите за воздух, кои што сега сме во фаза на набавување за сите училни во училиштата и во сите занимални во градинките, и тука повикавме одредени компании и на мое задоволство голем број од приватните компании се пријавија, донира или средства на наменската сметка или донира пречистувачен воздух, така да нови принцип планираме и понатаму да работиме. Значи покрај поддршка од централната, од градската власт, планираме и да ги повикаме и компаниите на општествена одговорност. Ќе успеете ли како градоначелник да ставите стоп на безредието во однос на градбата? Евидентно е тоа дека многу граѓански издруженија во Карпош побара дури помош и од судските релевантни институции во државата. Во овој дел имаме ние веќе 3 чинам иницијативи пред Уставен суд поднесени од граѓани. За едно од нив веќе Уставниот суд донесе решение дека ќе ја разгледува, тоа е за деталниот урбанистички план кој што го опфаќа Тафталиџе 1 населбата. Додека за две други иницијативи на граѓаните до Уставен суд, тоа е за Z04 и Z05 урбанистичките планови, тоа е десно од Илинденска, кога се движите од во правец од центар кон Карпош 4, тој потек, и за потегот на кој што се наоѓа, нели, и општината, седиштето на општината, тоа е Карпош 3. Уставен суд по поднесените иницијативи од граѓаните, Уставен суд побара од нас како општина одговор по иницијативите. Дали одлуката за неспроведување на стратегиска оцена за влијание врз животна средина на вистина не била објавена на веб страницата како што е законски задолжена општината, ние одговоривме потврдно дека на вистина не е објавена и дека во овој дел е прекршена процедурата, а дополнително за деталниот урбанистички план кој што се однесува на Карпош 3, додадовме и во одговорот кон Уставен како општина дека дополнително не е запазена процедурата во делот на роковите. Односно, точката на дневен ред на која се носи деталниот урбанистички план за Карпош 3 е ставена на самата седница како итна и неодложна точка. При тоа тогашниот претседател на Совет не е образложена итноста и неодложноста на точката, и дополнително со тоа е скратен периодот на кој што им е законски доделен на советниците од минимум 7 дена да може да ги разгледаат материјалите. Така да во овие два аспекти е повредена процедурата за овој детален урбанистички план, додека за Z04 кој што е од таа страна на Илинденска према Вардар е повредена во необјавување на стратегиската оцена за влијание врз животната средина. Врз база на ова одговоривме кон Уставен суд и побаравме времено запирање на било какви дејности кои што произлегуваат од овие детални урбанистички планови, велам времено, не трајно, туку времено додека не се произнесе конечно Уставен суд. Дали процедурата е во согласност со Уставот и со законите или не? А ако рече дека е, тогаш се си продолжува нормално, а ако рече дека не е, треба да донесе соодветна одлука Уставен суд, па врз база на тоа да постапиме и ние понатаму. Што се однесува до урбаното планирање во иднина, јас се обврзав и се уште стојам на тоа ќе биде јавно и транспарентно да можат да видат граѓаните за што се работи, што се предлага и да може да интервенираат во самото носење на урбанистичките планови. Сметате ли на конструктивна соработка со Советот на општината за да може да ја реализирате вашата програма која ќе донесе живот во Карпош? Па добро, досега на овие неколку седници на Советот кои што ги имавме, иако дел од точките на дневниот ред на некои од седниците беа од формално правен карактер, сепак седницата која што ни беше за усвојување на програмите за наредна година и за усвојување на буџетот на општина Карпош за наредна година, односно за оваа за 2018, тие знаете се секогаш и во парламентот, и во општините, и во Советот на град Скопје, тие се најинтересните и најжестоките, да кажам, дебати и дискусии.
Тука мојот прв печаток е дека имавме конструктивна дебата и конструктивен пристап во две насоки. И од страна на опозицијските советници, кон мнозинството и кон мене како градоначалник и представник на општината, но и во друга насока, каде што и јас некои од нивните иницијативи кои што беа навистина добри, ги прифати веднаш и мнозинството изгласа и тие да бидат вметнати во програмите за работење на секторите на општина Карпош за наредна година. Така да некаде тие попуштија во нивниот став, некаде ние попуштивме, некаде тие прифатија нешто што јас им образложив дека е добро за граѓаните, некаде јас прифатив тоа што тие ми го образложија дека е добро, а јас не сум го предвидел и сметам дека тоа е единствениот пат до успехот, бидејќи секако и мене и советниците во општина, без разлика од која партија се, без разлика дали се власт, опозиција, мнозинство или малцинство, секако граѓаните примарно не изгласале за да работиме во нивни интерес. Нема да не доведе никаде она што се вели, ако ги забиеме роговите едни во други и да тераме инет и власт и опозицијата во општина Карпош, единствен начин за успех е овој. Впрочем, терањето инет и самоволието на претходната власт на централно ниво, видовте до каде ја доведе Република Македонија. Јас се надевам дека така нема да биде ситуацијата во Карпош и дека тука сите заеднички ќе направиме да дојде живот за граѓаните на Карпош. Како го гледате Карпош после 4 години по завршувањето на вашиот мандат во 2021 година? Тоа е интересно прашање, нели? Сите имаме визија каде сакаме да стигнеме. Јас најпрво Карпош го гледам како општина во која владее ред и поредок, владеат законите, чиста општина, урбанизирана на вистински правилен начин, да не влијае тоа врз загадувањето и да не влијае негативно врз животот на граѓаните, раззелената значително општина со убави и чисти училишта и градинки каде што ќе учат нашите најмлади и општина во која што ќе може мирно и квалитетно да се живее. Бидејќи едно е да се живее или да се преживува, меѓутоа во Карпош мојата крајна цел е мирно и квалитетно да се живее, да се диши чист воздух и нормално да има квалитет на живот, особено за најмладите во градинките и во училиштата, и верувам дека, пак како што кажав и претходно, сите заедно и од власта и од опозицијата, од сите партии ќе успееме тоа да го направиме. Благодарам, успешна реализација на вашата визија. Благодарам и на вас.